По најавите за заедничко прославување на Илинден и евентуална промена на учебниците по историја во Република Македонија, бугарските историчари, новинари и политичари стануваат се погласни. Имено новинарот Виктор Канзуров во своето гостување во емисијата Само вистина излезе со тврдење дека еден од македонските книжевни великани од времето на борбата за културна преродба, Григор Прличев, бил бугарин. Ајде да отвориме или да ги видиме нашите преродбеници. Кој? Како си го кажувале нивниот јазик на кој зборуваат. Едно од најголемото македонско дело и преродбеници, Григор Прличев, на кој јазик го напиша? Видете, Григор Прличев е бугарин. Илинденското востание се смета како символ на вековната борба на македонскиот народ за независност и слобода. Македонската револуционерна организација и цели чети се жртвувале за Македонија и за македонска држава. Чествувањето на Илинден заедно со Бугарија би било најголема штета и сквернавење на најголемиот македонски празник, а со тоа и откажување од македонската историја, јазик и идентитет. Вака граѓаните ги коментираат најавите за заедничка прослава на Илинден помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Граѓаните сметаат дека Илинден е јадро на македонската држава и не смее да се доведе во контекст на било какво славење со друга држава. Тој е наш празник на Македонија. Македонија си има посебна историја, наша историја треба да ја браниме, да ја почитуваме, да ги почитуваме борците и војводите и сите тие работи. Македонија има своја историја, ни Бугарија нема таа историја, ни Србија, ни Албанија, ни Грција. Илинден е чисто македонски. Македонија никош немала заедничка историја со Бугарија. Бугарите не биле секогаш окупатори, како што не биле и србите, и грците, и турците. Македонија си е Македонија, народ македонски си е башка, јазикот си е башка. Дали тоа признавале бугарите, не признавале, нас и толку не ни интересира. Не е заедничка историјата, ние имаме додирни точки, да речем, во времето, меѓутоа, посебно си е Македонија, посебно е Бугарија. Ние си имаме собствена историја и према тоа можеме да видиме со нив пријатели, али на таков начин не. Македонско, не може бугарско да види. Што направи овие овде, ќе славиме со се бугарите заедно, не пасира така. Покрај тоа, граѓаните негативно ги толкуваат изборовите за евентуално менување на учебниците по историја во Република Македонија, според кое менување дел од македонската историја би станала заедничка со соседите. Никако ученици, ние сме ги учеле пред 50 години, 60, па сега да го менуват. И тоа е срамота од некога што го прави. Не и требало. Зашто да се менува учебниците по историја? Како се си биле, така и треба да се останат. Многу се замешуваат во историјата. Од порано ваква историја немало, ни па сега може да имат. Историјата се знае уште од времето кога сме ние родени како постоела и така мора да биде понатаму. Како сега се јавува некоја нова историја? Тоа не е право. Не може да биде така. Учебниците да се менат во интерес на бугарите, тоа не иде воопшто. За ова не. Може би за нешто друго, ако треба се додаде, ако треба да бидат да се прилагодат учебниците, може би треба нешто да се промени, меѓутоа ова нема што да се менува. Тоа е запишано во историјата. Историјата не може да ја менувате. Ние имаме наша историја, што да ги менја учебниците. Како што е познато, во текот на официјалната посета на Бугарија, премиерот Зоран Заев заедно со неговиот колега Бојко Борисов договорија заедничко чествување на Илинден во Република Македонија и на тој датум потпишување на договорот за добрососедство.